на почетокот 92-93 година, која исто така бевме заслепени од Европската Унија и од Запад, еден руски висок функционер, висок дипломат ми рече, вика, гледаме, вика, дека, вика, со кого Македонија ќе сработува, вика, ваша одлука, вика. Гледаме дека сте целосно посветени на Запад, вика, меѓутоа исто така гледаме дека ги игнорираат вашите суштински интереси и си играат мајтам со вас. Вика, дали ќе сработувате со нас? Ваша одлука е. Меѓутоа, ви советуваме, сликајте се макар со нас, вика. Макар во Обединетите нации, сликајте се, вика, утредента, вика, Запад ќе ви посвети поголемо внимание. Нас, и затоа се сликате вие со Базникин, за да имате поголемо внимание од американците. Не сум се сликал со Базникин. Од 1991 година, од распадот на Југославија, сите маќи со кои сме сочени, ни се од Европската Унија и од Запад, од Соединетите американски држави. Сите маќи, па јас ви кажам. Кој ни го суспендира името во Обединетите нации, во Советот за безбедност? Грција, да не бидеме свесни. Грција, па дајте, вие сте човек, вие сте информиран човек. Грција не беше членка на Европа, Грција не беше членка на Советот за безбедност. Во Советот за безбедност доминантна членка и тогаш и денеска се Соединетите американски држави. Апсолутно. Само тие може да го сменат името. Кој има едно од највлијателни лоби групи во Соединетите американски држави покрај Израел? Грците. Па што се чудите тогаш? Што се исчудувате, кажете ми како дипломат од вак, па вие мислевте... Не е важно, мене ми интересира политиката, дали е лоби... Па што сиевте вие политичарите во екс-Југославија кога 88 крај на 80 години Грција почна да ги менува од Министерство за Тракија, 88 направија Министерство за Тракија Македонија. Аеродромот во Солун, Македонија не се викаше, се викаше Микра. Знаете ли, не знаете? Не. Ама знаете ли, што, каде сте пишувале? Не може да ма најдем ни еден жив документ дека вие нешто се напишале за тоа. Ама сега сте главен во судскиот трибун за да ги осудиме сите наши политичари. Тајте ве молам, да бидеме малце реални. Што направите вие вие како човек од политиката во Македонија со вакви видни функции амбасадорски? Човек во политиката Македонија не сум бил никогаш. Амбасадор е политичар кој доаѓа од Македонија. Не е политичар, амбасадорот има одговорност само за земјата во која е пратен и ништо друго. Кого представува? Представува нашата држава. Па како тогаш представува? Како амбасадор, каде и да сум бил, сум се борил за Македонија со сите сили. Тоа не го негирам. Безкомпромисно. Апсолутно така. Таму ако вие како што имплементирате дека би требало јас да влијам. Импутирам сака да кажете. Импутирате, да. А не ви импутирам, али знам зборот е тој. Добро. Точно така. Значи дека јас од Тирана сум требало да влијам како ќе работи нашата влада. Не да ги давате информации кои што би требало кај некого да ring the bell, ако знаете што е ring the bell. Сега ќе ви кажам. Мојата дипломатска кариера заврши на 30 јуни 2006 година. Знам. Добро. Вчера да бевме, ќе беше колку 19 години од моето пензионирање. Добро. Знаете, сте чулели некој друг амбасадор да биде пензиониран на пола, подмалце од пола неговиот мандат? Нема таков, јас сум едини. А знаете ли зашто? Кој ве пензионираш и зашто? Сакам да. Така ќе ви кажам. Пред да одам, јас прво во 2002 година бев по втор пат бев подсекретар, државен секретар на одборнички работи и дадов оставка. Добро. Затоа што работите со кои се договоривме, Илинка Митрева беше изворедна министерка, меѓутоа она беше партиски човек, нели така, не се согласувавме, она што се договоривме не се реализираше, јас поднесов оставка. И бев во немилост. И така беше година... Што значеше таа немилост? Немилост, прво ми даде една мала канцеларија, никаква, разбирате, после ми истера од неа и така. Те не е важно, тоа се ситници. Не можам да разберам зашто. Сега да ви кажам. И сега помина отприлike година и нешто и ми понудија да бидам амбасадор во Руската Федерација. Што мислите, случајно вас ве најде? Чекај да ви кажам. Мислите случајно? Не. Во вестниците имаше страшна кампања дека само аматери одат за амбасадор, не професионалци. Кога имало тоа?
во 2003 година. Амбасадорите се аматери, значи, така? Не, дека нема амбасадори професионалци, дека се аматери. Дека се аматери. Све извадени од како сега министерот за што ќе оди овој докторот во Париз за амбасадор, разбирате. И нели така русите дадоа за 8 го критикувате кадрот на сегашното ВМРО да поменеш Не, ова е власта на председател беше како се Бранко Црвенко. Не, зборувам за овој што ќе иде сега во Париз докторот на тоа. Тоа е апсолутно, тоа е. Значи го критикувате. Злоупотреба на службена функција, да. На кого? На председателот на државата? На председателот и на премиерот. Па ќе стигнете ли Напишав. Ама стигнете им пријави на Мицковски. Тоа не е моја работа. Напишав колумна. Ама не, видите. Ама ја напишав колумна, ама не сум јас. Ама не можете господин Мицковски, ја напишав колумна и сега ќе Ја не сум адвокат. Ама ја не сум адвокат. Не сте адвокат, Јас со судови немам работа. Јас сум напишав колумна во која реков дека тоа е злоупотреба на државна функција. Јас моето го завршив. Але да се вратиме на тоа, на моето праќање во Москва. И во меѓувреме, нели така, пред да одам во Москва, ме поставија, тројца нивни на СДСМ одбија да одат во Москва, кампања во такво, сетија на мене, тоа един компјутерска става ми каже дека нејзин избор сум, немаше високо мислење за мене, со право мислам, и ме одредија мене за амбасадор, за 9 дена русите дадоа гремал, што не се случило во историјата. На мојот наследник, кога ме вратија мене со клоца, се знае каде, 3 месеца не му даваа гремал. И се после јас, вие ми викате дека ја ви импутирам дека сте вие русофил. Ви импутиравте и за Албанија и ќе ви кажам. Не ви импутираме, молам, не, ова е навреда. Ама затоа сега ќе ви објаснам, видите, вие ме предизвикате да ви го кажам тој детал кој никој не го знае. Не сум го објавил, сега ќе го објавам. Затоа е кавга. И нели така, и пред да одиш на амбасадор те прима председател на државата. Така е. И јас отидов кај Бранко Црвенковски председател на државата, а пред време порачав од нашите, тоа беше некаде септември, октомври, имаше нови учебници во Албанија по историја. И јас ми кажа нашите од Албанија, ми рекоа во историјата, во учебникот за 7ми клас или за кој таму, вика Македонија е третирана како најголемиот ѓавол. Како фашисти да сме. Викам, преведете ми ги тие, викам. Во нарацијата, така во текстот. Во текстот, учебникот, така. Учебникот, ќе ги учат. Во лекцијата, така. Во лекцијата ги учат генерациите, дека сме ние ѓаволот нивни, најголемиот. И го добивте преводот? Поголем од црбите го добив преводот. Беше страшен. И одам на свет. Може да ми цитирате нешто тоа? Памтите? Не. Само да велам, детали беше тоа 3-4 страници беше. Некој збор да ми. Ама велам дека ние сме непријатели, дека ние сме измислена нација, дека ние сме она најлошото. Ова 2003 се случува? Ова се случува 2003, да, не 2004 се случува. 2004 некаде. Од 2004 до 2006 беа 20 на месеци. И одам кај председател државата и сега го носам тој дел. И кога заврши разговорот околу Русија, да ставиме дека немаше никаква инструкција, дека немаше никаква стратегија во Русија, што е жалосно за Македонија. Ако имаме некој кој може да ни помогне да беа русите и за името секогаш, никогаш ништо не направиме. Да не одиме таму. И заврши разговорот со председателот Бранко Црвенковски и му викам председателе. Имам нешто ви донесов, кое знам дека само може да ми штети, да ми шкоди мене, меѓутоа бидејќи 4,5 години помина во Албанија, сметам дека ми е должност да ви го донесам. Нашата политика према Албанија е погрешна цело време, тие патернализам, вие го спомневте, ова што Тиранска платформа, тие целото речуваат патерналистички, сметат дека албанците се кај нас дека се нивни, и тие го прават тоа. Да бидем искрени, ја мислам дека и ние како држава грешивме многу према албанските сограѓани од почетокот на 91. Тоа е друго прашање. Како ги третират? Имаше грешки, се согласувам. Апсолутно. Да бидеме искрени. Ама тие цело време работеа на голема Албанија, поготово тогаш. Овие нашиве не зборувам тие луѓе обични од Албанија, етнички албанци. Дигресија 92 година водам јас делегација на КЕП се викаше тогаш, Денешен Опсе, во Будимпешта. Шеф на делегација. Почнува конференцијата, барам да се стави на дневен ред прием на Македонија, на дневниот ред да стави прием на Македонија во членство. Ме одбиваат, вика нема согласност. Против е Албанија, во делегацијата албанска беше и Мухамед Халили. Добро. Од ПДП. Значи, ете го тоа тако. Али да се вратиме на ова на Москва.
И му викам, председателе, значи, може само да му штети. Меѓутоа, сметам дека е моја одговорност да ви кажам што пише, како не третираат бугарите во учебниците, значи, тоа е за генерацијски така. И што вика Бранко Црвенковски на тоа? Бранко, викам, знам дека ќе ми штети тој рече. Тоа не е твоја работа, вика. Вака мислам како да сум опцул мајка и татко. Тоа не е твоја работа, вика. Тоа не го пика и носот кај што е ти работа. Така ви рече. Стана и се оде, не се поздрави со мене. Месец дена после тоа, или месец и пол, не ме пушта. Не оде. Во вестниците имаше, има hearing, што се вика во собранието и така натаму. Добро, тоа е логично. Све завршено, разбирате, и не ме пуштаат. Додигам дома телефонот фиксен, тогаш немаше толку мобилни, го фиксен, слушам мој разговор. Ај се, молам. Ама ви кажувам, јас, сакате да се колнам од децата? Не. Слушам разговор мој. На фиксниот телефон, на мојот го креам телефонот, слушате ваш разговор. Мој разговор слушам. На телефон извршен или обичен вака тет-а-тет? Разговор со не знам кој така. Често ме на снимаат. телефон. Значи Аха, тоа е, ви кажува, дека те се слуша. Значи вие сте следени и снимени. Тоа сега цело време сум бил. Сега јас не се сомневам во тоа. Меѓутоа велам го слушам тоа. Месец дена поминува, месец и пол, не ме пуштаат, разбирате? Барам, треба да има завршен состанок, Иленка него, Бранко ја спречува, не го држува. Секретарката ја подсетувам, никому ништо. И на крај напишав писмо. Господјо министерке, вие ме одредавте за амбасадор, јас не барав, вие ги презавте, добавте агреман, сега се колебате. Дајте, кажете, ако се предомисливте, викам, тоа е ваша одлука, викам, али јас, викам, ако ова потрајуше недела дена, викам, јас ќе дам во јавност. Утрената одржавме состанок и нели така, она дојде како да сум ја отрпал татко и мајка и, разбирате? Пази, само. Ме пуште, не, ви кажувам како се ова се. Вие ме провоцирате, ви кажувам. И ме пуштија. Фин разговор имам. И ме пуштија, отидов во Москва, јас колата не ја продадов. Знај дека ќе ме вратат. Само чека прилика. И прв пат, 64 години, ниеден амбасадор не е вратен на пола мандат. Во кој основ е вратен, кажете ми? Мислам, вие сте 2004-та, 2006-та... Кога наполнив 64 години... Законски го остварите услово за пензионирање и го искористија како... Го искористија како повод, разбирате. Така да, ви кажувам... Не е малку чудно. Ама не е чудно, него тоа не е пракса никаква, разбирате. Меѓутоа мене ми дојде добро, зашто со Русија немавме никакви односи, разбирате, никаква стратегија. Силно ми дала супер, вие и руски научивте, знам дека руски зборувате добро. Не, јас зборував руски, јас и претходно само го обновив. И се да ви кажем уште една работа за Русија. Што викате одговорноста на амбасадорот. Некаде час идов во некаде септември, октомври месеци 2004 и во на 30 јуни ме вратија и на враќањето беше друга приказ, не е важно тоа. И во некаде во декември месеци 2004 нашето собрание донесе одлука, резолуција некоја дека Македонија ќе биде членка на НАТО. Сите партии се обединија и се договорија. И го задолжија председател на државата Бранко Црвенковски да со писмо ги извести светот, членките на НАТО пред се. Мислам дека се тука грешка дека одлуката дека ние имаме евроатлантски аспирации се уште во 90-та година, затоа што имаше еден партнерски програм помеѓу НАТО и Македонија, пошто се подготвувам за следниот мој гостин и тоа го најдов. Во 96 до 98, значи ние сме имале партнерски програм помеѓу НАТО и Македонија. И значи аспирациите наши биле секогаш. Чекайте, и не се спорни. Тие од почетокот уште во како се вика во референдумот во 90 и тако, тоа беше аспирации према европски интеграции, тоа не е спорно. Наративот беше таков. Така, али сега собранието посебна седница имаше специјална наменска резолуција, едногласност и тоа беше како настан број во државата. Председателот е задолжен да испрати писмо во светот со таа наша пределба. И писмо стигна за Путин. Го читам јас писмото, а Русија, ако
НАТО е, што е НАТО? Сака да ми кажете направена страшен лапсус, сака? Не грешка, тоа е историска грешка. Гаф невиден, така? Да, и сега видите, јас мислите дека Путин немаше да знае дека ние сме пратиле писмо? Ама слушайте, себе молам. Слушайте, писмото и во Скопје било предадено. Сега ти кажам, мојата, што направи јас како амбасадор, добро, кој ги брани своите државите не сте сумна еднашка ве молам, немојте да импутирате. Јас само велам дека малце сте ми биле пасивен во кариерата. Чекајте, никогаш не сум бил пасивен. Добро, моје мислење. Ваше мислење е апсолутно право. Разбирате, јас јавувам ден и пол го чував писмото. Го читам и не верувам. Ти на Русија му кажеш, ние сме убедени ќе одиме во НАТО против вас, значи. Ако е Русија и НАТО де факто постои само против Русија, против ние, ништо друго. Сега поготово јасно. НАТО е многу повеќе политички отколку воена асоциација, не може. Не е воена, основата е воена, разбирате. Ја ви кажам дека е политичка. Кој го правеше 2001 година? НАТО го правеше. Да работи. Чекај само да завршам. Само да мислите, да. И ден-два го чував писмото, го читам си, викам, заре можно вакво писмо да се прати. Вториот ден или третиот ден са бајле, се јавам у кабинет. Не го барав председателот. Викам, слушајте, ова писмо е де факто провокација за русите, викам. Вакво писмо да пратиш на Москва, која смета дека е најголем душман и е НАТО, викам, е надвор од умот. Вика, ти, вика, не е тоа твоја работа, гледај се, твоја работа, предај го писмото. Викам, слушајте, бидејќи се работи за нешто што е против интересите на Македонија, го молам проверете уште еднаш, јас утре ќе се јавам. Утре да се јавам, писмото да го предадеш, тоа е твоја должност и не одложувај. Такво писмо од председател се предава, ако не на министер за надворешни работи во Русија, не може да стигнеш до министерот, помошник и заменик министер се предава. Вие каде го? Кај заменикот, кај помошник заменик? Не. Јас не го предав писмото. Го пратив мојот заменик во управата во министерството, во нивниот департмент, добро? Да, како сега нивниот министерство, не е важно. Го пратив некај директорот на оделот за Македонија, кај заменикот. Заменикот кај заменик. Добро. После еден сат ми се јавува директорот на одсекот за Македонија. Вика, господине амбасадоре, ова што ни го пративте писмото да го сметаме како провокација против Руската Федерација или како да го сметаме? Знаете што му реков јас? Не. Викам, во Македонија никој нема никаква причина да ве провоцира, ова покажува само аматеризам и непознавање на работите. Затоа може да одговарам, разбирате, како некој што не го спроведува. И уште една работа, што е нечестно, ако сакате во крајна линија, јас за тоа не јавив во Министерството за надворешни работи, тој ќе одеше до председателот, да не ја пренесувам, да не правам афера и од нешто. Тоа го направив, велам, не се кајам, али во принцип требаше тоа да се пише дека писмото кој го пративте, русите го сметаат за провокација и беше провокација. И што се случи после таа провокација? Никому ништо. Никому ништо. Односи никакви со Русија. Да се вратам околу НАТО и приказната што кажам дека јас сметам дека е повеќе политички алијанса отколку што е милитантна војна. Има и таква дел, има и таков дел. Има малце поголем. Еве само ќе ви поставам едно прашање, што мислите, нели е малку чудно што после првата плогата во 2019 на Бугарија за нашите евроатлантски аспирации, поточно за европските, нели, која бевме блокирани, која беше ставена ветото од Бугарија, како на бугарите не им сметаше ниту македонскиот јазик, ниту идентитет, ниту историјата, кога требаше да станеме земја членка на НАТО, внимавајте, и исто така договорот, односно пристапниот документ на Македонија во НАТО си го подпиша и се го ратификува во парламентот без никаков проблем и ние експресно станавме членка на НАТО. Како тогаш Бугарија немаше моќта? Само слушате ме. Да. Како што има сега во Европската унија. И ако соберете 2+2 на едната страна и вамо 1+1, ќе видите дека има еден играч кој што очигледно изработил сериозно добро за Македонија. А погодете кој во НАТО? Кој е главниот играч во НАТО? Се знае. И мислите дека ако Америка нема далеку поголемо влијание во Европска унија, затоа што сепак Америја има сериозно влијание во Европската унија, но го нема како што го има во НАТО. Видите, тоа е најдобар доказ дека интересот, што не е спорно, интересот за Македонија да влезе во НАТО беше американски.
И затоа ни Бугарија, ни Свети Бугарија, ни Грција, не се наша желба. Али знаете, не заборавајте дека цената која ја плативме за НАТО е надвор од умот и сега тоа доаѓа до израз. Вие знаете дека според новиот договор 5% од македонскиот БДП ќе биде 850 милиони евра. Уште не е тоа. Ќе биде 850 милиони евра годишно, а еден чебрен чини милиарда. Македонија да одвојува 850 милиони годишно за одбрана е будалштина, надвор од умот. А иначе за договорот со НАТО не заборавајте. Бугарија не го споруваше, зашто Америка диктираше. Договорот, а што ви го велам тоа? Договорот е потпишан на англиски јазик, не на македонски јазик. Ирелевантно. Како ирелевантно? Сега ќе ви кажам, првиот договор помеѓу Европска унија, Македонија, Фронтекс се потпишан на македонски, е потпишан и ратификуван од бугарскиот парламент. Чуму тоа, господине. Знаете ли што е проблем? А ставите се во ситуација денеска во ова денешно време, ние не бевме членка на НАТО. Мислите дека Бугарија немаше да биде далеку послободна во нејзиното парадирање во нашите медиуми, во нашите простори и секако? Да ми верувате дека ќе беше една сосема друга Бугарија. Полоша. Апсолутно. Нема теоретска шанса. Ја ви гарантирам. Оваа Бугарија која денеска полоша не може да биде, разбирате, а ние што во НАТО не го покренуваме тоа прашање, бидејќи таму сме на равна нога, тоа покажува дека ние сме недораснати како држава. Што не му стегнете сега тужба на тим што... Ама немојте, јас. Ама знаете како? Тужби не се расправаат. Добро сега, ова само парафразирам. Ако добро, тоа е символика. Символика дека иронија еден вид на иронија. Но не можам да разберам, сваќам дека денешната номенклатура на ВМРО ДПМН не е по вашиот кејф, односно нивните активности кои што ги практикуваат на меѓународен план, за вас не се зрели, можам да кажам така. Видите, или прават грешки, правиот израз? Грешки прават, меѓутоа реториката која имате е извонредна, ама знаете и ова промена на уставот со одложено важење имаше извонредна улога, меѓутоа тоа беше првата етапа. И сега треба да следи втората етапа. Ако не следи тоа, ќе одиме прудолу. А знаете која е втората етапа? Втората етапа откажување на вториот протокол со Бугарија. Нема откажување. Или договорот ќе го раскинеме. Не, протокол, видите. Или ќе го раскинеме, не може да го откажете. Договорот, што? Правно треба малце да имате некаква нова, не може да го откажете протоколот подпишане. Не може. Може да откажете да го раскинете еднострано како пар страна партија. Договорот е подпишан. Протоколот има клаузула записник е договорот. Записник е ставен во преговарачката рамка. Annual reviews. Што мислите што е тоа? Ама видите, точно тоа го да доприевте суштината. Со откажување на протокол. Не може протоколот. Ние прво не треба да подпишеме воопшто договор за добро соседство со Бугарија. Тоа е друго прашање, тоа е будалштина. Тоа е основната, не е друга, тоа е основата. Кога ќе немате договор, ќе нема на што да се фатате, не го стават во преговарачка рамка. Сите викаат не ги закачени договори. Па чекајте, Груевски вашиот, можам да кажам Миленик е омилен премиер, но не може. Не. Он ќе биде најголем премиер во Македонија во историјата, али грешки прави. Само што да дојде овдека. Сериозни грешки. Па како ако некој правил сериозно е најдобар, а некој не правил. Ама другите ништо направија, тој направи многу работи. Што направи? Скопје 2014? Скопје го направи како град. И тој да знаете, човекот, вие го спомнавте, не тоа. Ама немате сега да ме тегнете за јазик вие. Вие спомнавте 2011 година февруари неговата посета во Вашингтон и разговорите со Џо Бајден каубоецот и со и со Клинтонка кога му рекоа или ќе го смениш името или си готов. А зошто еднаш не кажете се избинувам однапред на Руската Федерација, кепецот Путин? Како тоа така ги карактеризирате нашите стратешки партнери ЕУ и Америка? Не направи ништо лошо за Македонија во последниве 20-30 години. Не направи ништо добро. Мајка ни плака. Кој во 2001 нека што ни продаде авиони во борбата со терористите? Еве тоа го прашав и претходниот гост, вас знаете кој одби? Украинците ни ги продадоа авионите, борбените, сухоите. Дали беше тоа со договор од Москва или не? Ирелевантно. Кој ги продаде? Кој ги продаде? Од каде дојдоа? Пилотите, знаете ли какви беше ги управуваат сухоите? Украинци, не беа руси.
Кој дојде прв? Сум ги честил пијачка во ресторан. Која војска дојде прва на Косово кога почна проблемите од Сараево и се стационираше, знаете? За србите. И колку дена седеа, знаете? Се полеко, тие го земаат аеродромот. Колку дена седеа? 12-13 дена и си замина веднаш затоа што добија економска финансска мок инекција. И ги остави и србите ги оставија на милост и на немилост. Мола. Видите, немојте го истражував јас феноменот зашто Русија не им помогна на србите кој беше клучно и за Косово околу све. Знаете што ми рекоа? Милошевиќ не лажеше. А точно ли дека Милошевиќ не лажеше, вика со нас не беше искрен, вика. А бевте ли вие искрен со Милошевиќ? Бо? Вие сте биле во комуникација со Милошевиќ? Не. Никогаш? Никогаш. Не сте се видели никогаш? Никогаш. Али знаев луѓе кои беа блиски со него, смета дека е за историја овен пишува. Вика за све гениалец, вика, кој ќе ги спомнеш албанците, вика он се губи. Значи полека да завршуваме. Ајде. Мене ми е интересно. Само да ви кажам нешто, може ли? Да. Зашто вие србите викаат зачколици барате. И тоа е, кај нас нема тоа, нема соодветен термин, нема тоа е поетски, кај нас е нели контрадикторно таму. Ќе кажеме една работа за која, на пример, вас би ви интересира. На почетокот на 90-те години, поготово крајот на 92-93 година, приемот на Македонија во овоите нации. Добро. Јас од привремената референца. Јас околу неја зборувам. Јас сметав, ево признам, сметам дека сега ќе ви кажам што мислам денеска. Сметав дека Македонија нема друг излез, освен да ја прифати референцата. Разбирате? Затоа што во тој момент Македонија сега има колку 4-5 милиарди евра има, односно девизи има резерви. Знаете колку беа тогаш резервите? 30 милиони долари. Само 30 милиони? 30 милиони Само долари. толку беа? И тогаш Сорос ни даде 20 милиони на 6 месеци. Македонија немаше пар да купи нафта. Со 30 милиони може да купиш нафта за 3 месеци. Да, зборуваме и за она ембарго што го имавме, за мене бестијално, нечовечно, тоа беше. Тоа беше страшно, тоа беше. И над кој не одговоривме. Мене ако ме прашате за тоа, мораше да има кривична пријава пред меѓународен суд, зашто тоа беше ставено во подчинетост една друга соседна земја. Грците тоа што го направија беше срамно, нечовечно. Друга тема. Јас бев тинејџер, тоа знам што поминувавме тогаш. Во мојата одговорност покренавте друго прашање. Тогаш јас бев подсекретар бев во Министерството на вътрешни работи. Амбасадор е за мене повисока функција било каде од државен секретар, сам не знае. Да ви кажам, и тој период жестоко се борев да возвратиме на. И возвратевме? Не возвративме. И знаете што друго? Се пишам на таа тема. Ајде. Тогаш, за да имам аргументи, побарав од нашите институции да ми јават колку камиони и возови дневно врвеа со грчка стока преку Македонија. Знаете што испадна? Колку? 160 камиони и 180 дневно. Дневно. Преку 6000 тони. Од каде влегува, знаете? Имате информација? Не, на Солун, како Солун. Од Солун, Евзони, Богородица, Богородица преку Македонија. Во моменти на ембарго. Во моменти на нивна блокада. На ембарго. Блокада е смешен збор. Ембарго. Инсистирав, тоа го презентирав на врвот на државата. Видите, толку врва, дајте да блокираме ние, да правиме такво. Политичари, општествени работници, бизнисмени профитираа од тоа. Никој не го прифати тоа. Чекајте да ви кажам. И Македонија имаше милиарди штети од таа блокада. Милиарди кои се преку 3-4 милиарди мислам дека било стигнаа. А знаете кој помага тогаш најмногу? Знаете кој помагаше тогаш најмногу? Турција. Точно така, протија нафта, камиони, така преку Бугарија и Бугарија викаше ние помагаме со тоа што поминува кај нас. Мислам сме јурија. И да возвратевме на блокадата. Немаше таа е 20 месеци најдолгата. Те неколку пати има блокади. Немаше трај, ќе ги преполовивме трошковите. Јас официјално се залагав, пишував, праќав податоци. Како да ја возвратиме? Каква ви беше идејата за возвраќање? Не пуштат тие наша стока, не пуштаме, не нивна. Едноставно, на блокадата на границата нема грчки возови, нема камиони, како што немаше наши. Да, ама ние бевме, ние сме пропадна требаше да така пропадна Охрис, така пропадна Железара, те колку не може без Солунско пристанище да живеат. И да се вратам, само нова се вратам на. Многу си ми екстензивен, само пократко. Да. Значи, јас
сметав тогаш дека Македонија нема друг излез отколку да прифати референцата да влезе во ЕТНАЦ. Денеска кога се анализира ситуација, тоа е клучната на македонска грешка и тоа е основата за се натака што следуваше и нашиот пропаст на кој денеска сме сочени. Не мислите дека ако не го прифатевме дека денеска ќе бевме како палестинците? Народ што нема своја држава? Ќе мора да најдат решение. А бе, така викате за палестинците 6 години, 17 години. Видите, коренот на сите наши видите со Газа што се случува. Коренот на сите наши посетователни маки, тешкоти и голготи е референцата. И знаете, после тоа прв чекор беше привремената спогодба и таа не дотепа нас. Мене само господин Никовски, ова се сериозно не е забелешка према вас, но ве почитам сериозно и затоа и вака разговарам, зашто го знам вашиот калибар и вашите перформанси кои што можевте и сте ги практикувале на терен како амбасадор. Мене ме интересира како е возможно по смртта на Тито. Кога веќе е јасно дека ќе се случи дисолвација, односно растурење распад на државата, Македонија како земја која што им беше свесна дека во еден момент ќе треба да се одлучи да ќе остане во прегратките на Милошевиќ Србија, тоа што Милошевиќ во еден период, ако се сеќавате, особено после говор на Газиместан, никогаш не сме бити така натаму, он беше мега херој во Македонија, не знам да паметите, на градски автобус имаше слики од Милошевиќ. Популарен беше максимално. Страшно. Како никој не направи антиципација, проценка дека ние ќе имаме прв и сериозен мега удар од за нас сериозно моќната Грција. Ние може да се лажеме што сакаме. Затоа што знаете и кога одевме во Грција на одмор, ни дава едни картончиња, се сеќам, кога пишуваше државјанство, ние мораше да пишуваме СФРЈ, никако македонец. Се сеќавате дека Дарко Панчев кога настапуваше со Црвена звезда му направија скандал и после им брсна 2 гола усе. И тоа фантастични голови. Да, заплеска онака поштено. Алал да му, согласно со вас. И сега, како е можно политичката номенклатура која што била дел од сојузната и потоа и нашата да не ги антиципира овие работи, да не направи не направи некои превентивни чекори за да го намали импактот овој. Еве јас денеска ќе ви кажам искрено, читајќи го договорот што би рекле ви од левица, особено тој член 7 каде што и нам ни дава слобода за толкување на географската, са не ми климајте со главата као да, ама не, ме разбирате зашто ако го прочитате ќе видите. Сега гледајте, еве сега мене ако ме прашате, Грција не знам од каде го влече ексклузивитет во моментов, дури јас и вие зборуваме ексклузивитетот за користење на терминот Македонија. Затоа што знаете кога ќе појде ние им го дадовме во Немици. Не, значи немате ексклузивитет, имаме и ние. Пишува дека двете страни, следствено на историските гледишта и општествените и културните, имаат право да го користат во своите наративи. Сега, ја правам една парафраза. Ама ние сме северна. Не, имаме право терминот Македонија, господине Никовски. Прочитате го, ќе видите дека пише. Ево тука го јас себе да ви кажам. Значи, ако појдете сега после тој договор, ќе видите дека уште повеќе се користи во нивниот вокабулар, официјален вокабулар и наратив на официјална Атина, а терминот Македонија. Имаат една апликација за летување кога ќе ставите на пример Халкидики, не ви вика Халкидики Грција, ви вика Халкидики Македонија. И сега ја да ве прашам, еве пошто сте незадоволени од оваа влада во дел од нивната политика, што не им предложите, ве јас ви давам адија, вие искористите, нека прогласи оваа наша влада еден регион за кој што смета дека е најпрепознатлив, да го крстиме ние Македонија. Имаме право. Значи, ние сме Северна Македонија и кога утре ќе доаѓате ве Охридскиот, да им се појави кај нас на мапи и на Google Map, Охрид запирка Македонија. Зошто не бидеме малци ние похрабри, помангупи во политиката? Затоа што знаете како сервилноста не донела никому ништо добро. Ова што го зборувате е ситница, маргинално нешто. Ако ние сме држава, треба да го откажеме вториот протокол. Ако не го откажеме вие зборувате за Бугарија. Ама вие ја ви зборувам за Грција. Ама ја зборувам за Македонија. Ама кој протокол со Бугарија? Со Бугарија. Ама ја ви зборувам за Грција. Ама видите, Грција, политиката на Грција, вие спомнавте во 1988 година. Прв пат во нивната номенклатура внесоа Македонија. Тоа беше забранет збор, знаете ли вие? Забранет збор. Го знаете тоа? Ама забранет збор беше. Забранет збор, не беше се споменува. Нови територија беа и така натака, тие го забранија тој збор и прв пат го внесоа и ги направија нова административна поделба со
Источна Македонија и Тракија, Централна Македонија, Западна Македонија. Што ја го кажам, смени имиња и тоа е подготовка за постјугословенскиот период за да можат да го оспорат нашето име. Ама тоа ним се сонувало преку ден, господин Никовски. Чекајте, тајните служби работаат и сето тоа што се дочуваше, промена на името, целата таа политика не е на Грција. Нас Грција не прекрсти. Нас не прекрстија Соединените американски држави. Соединетите не прекрстија, иако директно, формално, правно не, но тоа беше сериозниот притисок кој што дојде од Атина. Молам, немојте да се прави. Атина и денеска Бугарија се алатки на американска политика. Да се надеваме дека Трамп ќе промени. Трамп. Сега ќе ми го цитирам. Сега ќе ви кажам, Трамп во моментов тотално е незаинтересиран за Балканот. Сега ќе ви го цитирам тотално е незаинтересиран за Балканот. Сега ќе ви го цитирам Денко Малевски, кој знаете како и политика. Ама еве го сега го гледав некој ден еден бугарски подкаст, ми беше срам што го гледав. А и јас ми е срам што го читам. Тој пишува во, сега сум со него во дебата, некоја во полемика во. Ќе дојдете ли ке мене на Капга? Молам? На Капга тука 20-та ќе ми дојдете ли? Јас немам никаков проблем, он нема никогаш да прифати. Видите, он напиша сега во своите спомени во ноември 1992 година. Ноември 1992 година. Добро. Тој Глигоров се во Вашингтон. Добро. И Скок Крофт. Добро. Советникот за национална безбедност, кој е поголем од тогаш беше кој беше за државен секретар. Тој е поголемиот државен секретар, тој е најблизок човек, тоа беше Џорџ Постариот, најблизок човек. И тој му рече: многу држави го промени, им рекол, многу држави го промениле своето име. И Денко многу убаво реагирал, му вика, да, вика господин Скокров. Само иницијативно. Само иницијативно по своја Ние сме единствената земја која што неволно и не само иницијативно. Чекајте и се дайте што им заклучил тој. Што им заклучил? Меѓутоа вика, кога е опрашање, тоа мора се направи кога е прашање опстанокот на државата. Ете американската политика. Во ноември 1992 година им го рекол тоа. А после тоа... Да ви прашаме на работа, ве разберам да не се повторуваме. Кажете ме, вие, пошто бевте, викате не сте биле близок со Никола Груевски, но реков... Никогаш, едно сум го сретнал и тоа во разговор, ние 10 души, тој со 3-4 од другата страна. Добро. Тоа е на разговор околу името, кога тие не ме покани од партијата, него ме покани од Лиле Поповска, од Дом. Сега, значи, Лиле ве викнал за да прв пат имате шанса да го запознаете Никола Груевски. Жива, и едини пат во живот. Жива сеќа што Лиле ве викнала. Иначе немаше да ме го видам, да. Сега кога веќе сте седнали нешка, зошто не го убедивте сите вие дека двојната формула и не беше така лоша, зашто во едно ваше интервју, сега да не го цитирам, викате дека времето не работи за нас. Работеше до 2008 година. До 2008, се согласувам. После тоа веќе не работеше за нас. Вака одеше. Зошто не притиснано кажете двојната формула реално тоа, а перспектива за нас ќе беше се прекрасна. Ние ќе си бевме Република Македонија дома, надвор, ќе си бевме Северна Македонија како сака, но ние ќе си бевме македонци следствено на името, именката од која што произлегува и се влече нашиот идентитет. Зошто тоа не го направивте? Сега ќе кажам, фала ви на прашањето. Немајте се, фала ви на прашањето. Не. Клучното прашање го доповте. Во 2014 година, после изборите кои на одличен начин ги доби ВМРО, добро. Му напишав меморандум на Груевски. Јас комуницирам со меморандуми во дипломатијата, се комуницирам со меморандуми. И ќе ви кажем една тајна ваша, една тајна за вас. Пред 2 недели или 3 недели, не верувам дека месец дена, меморандум им пратив на председателот, на премиерот и на министерот за вътрешни работи. Сегашни? Што јас мислам треба се направи. И што им кажавте, може да се 12 страници е тоа. Може ли само суштината, есенцијата која? Да, една анализа на све што се случува и дека излеза Македонија се откажува на вториот протокол. Не сте ли откаже вториот протокол, Македонија оди прудолу и прашање кај ќе заврши. Не може да се откаже вториот. Ќе видите. Добро, ќе видам. Видите. Ако Америка се повлече од договорот за климата. Не, дајте вратете се за суштинското прашање. Америка се повлече од договорот за нуклеарното оружје на Иран, ако се повлече од TPP, Trans-Pacific Partnership, 3 светски договори подпишани пред ние од еден записник влади на кој се подпишеме, не заслужуваме држава. Треба се откажеме од договорот. Треба да ги известиме втората страна во преодни завршни одредби, стои дека секоја страна има право да го
откаже да го раскине со отказен рок од 1 година. Ама договорот е една работа. Јас ви зборувам за за протокол. Протоколот е записник. Вие кажувате просто аналогија да ви направам како да кажете дека ја откажуваме страницата број 3 од договорот од документот. Не може, или ќе го откажеме целиот заедно со сите протоколи. Пратите се вие на Груевски. Зошто не сакаше двојна формула? Видите, значи јас после изборите во 2014 година му пратив меморандум. На 4 ќе објавам тој меморандум јас. Ајде, дајте ми го сега. Не сум го нашол уште во компјутерот, све тоа внатре во компјутерот, во 4,5 страници отприлике беше и му реков, господине председател, или ќе го направите ова во врска со албанците и во врска со името, или крај доваѓа. Да ме послушаше. И тоа многу конкретно му реков дека се околу албанците во држава да се седат ситуациите, зашто односот кој владе меѓу македонците и албанците во Македонија е апсолутно вештачки и прашен за кој ќе пукне. Кој ќе пукне? Ќе го ангажирате Иванов, председателот, да како татко на нацијата тие работи ги сведува на еден цивилизиран, европски, демократски секој начин. Околу името, викам, секој дневно мора да се бара решение и да биде на маса. Зашто главна замерка на американците беше знаеме што не сакате, кажете што сакате. Са нели американците сите бега. Дечки, а се ме викат американци, ги знаеме и вие сте се потреса, како Ристо Никовски, што ќе кажат американците, земал се контрадикторен, да наречам контрадикторен. Јас ќе ви кажам да работа, која никој не знае во држава. Уште ми кажете дека работите за службите на Америка, ќе се шегува. Добро, за ситна пара. Па добро, за русите, како работите са, може и за американци, па која за русите работите, може. Русите повише даваат. Да, како им доаѓате на прослави. Да, во Мерио таму каде видите, Се били наручек со Базникин? Сум бил на кога дојде тука почетокот на жвапатик, тако. Видите, човекот, тој е прв руски амбасадор кој можеш нешто да направи во Македонија, сите други беа изгубени во свемир. Ој е прв, меѓутоа условите не дозволуваат. Не, може да направише кој што направи неговата матична земја со Украина. Океј, одиме кажа да друго. Значи, зборевме за значи за Груевски, се пишал меморандум дека и значи Груевски, ако не американци ќе види што ќе види крај. Видите така. До 2008 година, до самитот на НАТО во Букурешт, кај што немаше грчка вето, иако се до сега толку јас го кажа, вика тоа е злоупотреба, грчко вето немаше, тоа јас го тврдам. Не може. Ама ние ги добивме, не може Грција да забрани на Америка дали ќе ја прими Македонија, не може. Тоа американската администрација реши. Буш завршуваше. Буш го завршуваше. Излезе вечерта и рече: "Ова е голем ден, утре ќе ги примеме Република Македонија." И го направија мајмун. Затоа што он завршуваше мандатот. Вие мислите дека може американски претседател од калиберот на Џорџ W. Буш да го направат мајмун? Затоа што беше на крајот од мандатот, да беше на почетокот Македонија ќе беше примена. Ви го тврдам тоа. Не ви е малку чудно што после тоа се случи големата економска криза во Грција? Не ли ви е малку чудно? Тој докажа со тоа што како утешна награда што ги излажа и самиот испадна мајмун, извините на изразот, ги викна председателот и премиерот на средба во Загреб на аеродромот. И после тоа подпиша заеднички меморандум Рајс и тако подпиша не меморандум, декларација за стратешко партнерство. Не, аеродромот што се договори, а тоа декларацијата беше и претходно, не беше, имаше една декларација мала во 2000. Не те колкава е пола страница тоа. Тоа ништо не значи. Тоа ништо не значи. Разбирате. Тоа он ни даде утешни награди затоа што него го изигра неговите. Али да се вратиме на Груевски. Значи, до 2008 година до самитот на НАТО во Букурешт, ниеден американски амбасадор во Скопје, ниту еден никогаш не го спомни проблемот со името. Тогаш вашиот пријател Рикер кој што го парче го направивте. Тогаш доаѓа. И моравте да си даете оставка од позицијата на неформален советник. Не формален советник, како член на советот за надворешна политика. Каков блам беше тоа за вас? За мене никако. Како не беше, си даете оставка после таков наратив да се обраќате кон. Ама ве молам, он ви е колега во некоја рака? Ама знаете ли, јас имам директно изворни информации.
тој Рикер И да е отишол, чекајте, отишол кај премиерот, тропал на маса, рекол, од дистанцирајте се од Ристо Кој ви кажа Николски. тоа? Кој ви кажа? Премиерот ви го кажа тоа? Не ми го кажа, ми го кажа. Кој човек- Миленко Неделковски, тој со косичката што чува кози? ми кажа човек од шарпаници? кабинетот. Ми кажа човек од кабинетот кој бил присутен и кој ми рече, и Груевски му рекол, како да се дистанцираме, човек пензионер со кој нема никаква врска. Тропал на маса кај Иванов. Иста информација од кабинетот Ја да ви кој кажам, рекол. Јас ми кажам дека се тоа точно. Ја да не ви вистина. кажам дека Рикер И се чекајте. потретол нешто баш за вас, господин Риковски, или за мене, знаете како. Дајте дека имаше изјава на Стейт департментот за мене во врска со тоа. Барав нешто кога се спремам Изјава- демисија, не најдов таков документ. Ма, јас Најдов едно имам- чудо документи мислам, за вас. мислам, И за тука- Куба за подготовките, тука за го вас, имам. и за Кина најдов. И тука кој има можеби Стейт департментот имаше изјава за мене околу тоа. Добро, Ме, внимавајте, тако. ама кој во И- Вордин да и- кажете Фуере направи повеќе чекори за кои требаше да биде дури протеран од Апсолутно, земјава, а апсолутно. Рикер на моменти се однесуваше како наш неизбран неизбран гувернер. гувернер. Кој е Сеќавате овој дипломатски вордин кој што вие за жал Соодветен. како може господине Видите. Никовски? Видите, Ова е револта Ви што ве почнах- прави, што ве врати пред време од 2006. јас бе благодарен. Па сега не бевте пред малку. Не, јас ви кажам што се случуваше. Аха. Али јас им бе благодарен затоа што во Москва немавме никаква И то беше политика блам, према Русија, беше никаква блам губење на време. за Ѓорѓе Иванов. Знаете, амбасадата како беше во Москва, веројатно се уште е таа. Тоа беше да беше во најоддаленчето на село, селска задруга, ќе беше срамота. Значи све беше надворот, али да се вратиме на ова. После 2008 година прв доаѓа Рикер, цел ден, секој ден тропа на маса, треба Ради да го вас. спомените името. Не ради мене, ради Македонија. Јас А сум сега рековте јас сум дека тропал на маргиналец. масата да ве смени вас, да ве замолчи. Не. Тоа од кога напишав калумната, отишол кај Груевски, тропал, тоа ви тврдам дека е така. Тропал на маса и кај Иванов тропал на маса Да да се слушам и да видам, ке речем дека artificial intelligence. И јас па видов дека кај се случува кај Иванов, јас бев таму член на Советот за надворешна политика, јас си поднесов оставка. Тоа зашто го брукавте Иванов нормално. Не го бркам. Јас Како мораше, знаете што вика Иванов после тоа, да ви кажам? Да. Председателот, овие ставови не се одраз на политиката на председателот Иванов и на Република Македонија, поради тоа што станува збор за неформален совет, како Член на Совет за надворешна политика. Неформален клуб, еден вид, кој што вие сте... Јас бев како личност член на тој совет, јас немав никаква обврска во име на советот да зборувам, јас зборувам во лично име. А клучното е што после 2008 година, прв пат, Рикер секој втор ден тропа на маса да го смени името. Сите амбасадори после него во Букурешт стана пресврт, Америка ја превзема улогата на прекрстување на Македонија, која заврши во нивици. Груевски, не ви ја прифати идејата што пред малку ја слушнав за Вардарска Македонија? Тоа не го требаше да го прашате. Па ја би го прашал, не е тука, за мене. Ево да. Ке се врати. А се Да беа, тие не игра на така. Широко, со широки погледи може ќе го прифати. Никогаш не игра на така, разбирате. Видите, во Македонија, ние македонци како Македонија, никогаш не се боравме за нашето име. Никогаш. Сите бега, беа свесни, од Груевски прв, ако сакате, беа свесни. Промената на името и било што како вчекор во таа насока, осим овие, да не речам, што, ајде идиоти ќе речам, што не е дипломатски израз, идиоти. Тие што го потпиша... Ама ве молам, господин Ристо. Да. Тие што го потпиша нивици, не се нормални. Ве молам без вакви квалификации. Ве молам. Велам, добро, еве, не се дипломатски. Ама кажете ми тогаш и пратениците што го изгласија и тие се соодветно на... Сите треба да одговарат кривично. И тие што го потпиша и така. Тие го кршеа на еклатантен начин уставот. И со спорна когнитивна способност, односно не се нормални и тие исто. Добро, да ги повлечеме тие зборови, и меѓутоа сите тие треба да одговарат кривично. Сите тие го на еден флагрантен начин работеа против уставот на држава. Да потпишува со трета земја, со друга земја промена сопственото име, идентитет на народот. Па тоа не е криминал. Тоа е собствен само геноцид е тоа. Член 308 од Кривичен законник. Но? Член 308 од Не ги знам, каза. ја не сум правник.
Толку. Ви благодарам на вечерашната Беше доволно. Ви беше, се надам ви беше адреналинска интересна. Беше малку интересно, нели? Малце, па добро, сега има динамика, нели? И ја ги искористав сите аргументи што ги најдов за вас. Знаете, не ја завршив мислата околу промената на околу референцата. Значи, велам тогаш јас верувам во тоа дека немаме избор, 30 милиони, дека Македонија нема избор. Меѓутоа, викате од оваа перспектива? Не, денеска мислам дека тоа беше клучната грешка. Се забравила. Ја би реков дека мислам ќе остане како Палестина. Клучната грешка беше тоа. Тоа е коренот на сите наши последователни голготи. Да не беше тоа, Македонија поинаку се развиваше. Мислам дека огромни грешки има сите оние политички лидери и цела на политичка номенклатура од 91 наваму, вклучувајќи го и владите на Бранко Црвенковски, на Љупчо Георгиевски. Сите имаат одговорност, тоа е факт. Страшното недозволување да имаме терористички упад од страна на Косово на една територија во Македонија и да подоцна седнеме на зелена маса и да потпишеме договор кој што е за нас, мене ако ме прашате, капитулација не само на македонците, за другите сограѓани, тоа е капитулација на сила да се смени едно уредување. Апсолутно. Но тука политичарите и сите оние кои што беа во тој периметар, што би кажал днешниот премиер, на тие политичари, вклучително и на вас, мислам дека си носите секој по некој поголем, некој помал крст на своите плеки. За жал нема извршна функција. Мора да сватите како ќе влезете во политиката, не може да кажете ја немам извршна функција. Ако се чувствувате дека сте неизвршен, ако се чувствувате господине Николски дека сте биле неизвршен, честно е да се кажете јас ова нема да го правам поради тоа што моите крила се скратени и ингеренциите кои што ми следуваат како дипломат. Апсолутно нема таква димензија. Апсолутно нема таква димензија. Ми беше мило за и се гледаме во некои други изданија на нашите. Живи здрави. Живи здрави. Чувајте ми се, пазете се. И вие исто така. Ви благодарам. Ова беше пред последната емисија на Каф го Сиван, гостинот Ристо Николски, се надевам дека ви беше интересно, морам да признам дека ми беше тешко да се подготвам со ваков калибар на човек, на дипломат. Последната емисија имаме за 2 дена, во четврток, кога го очекувам последниот амбасадор во Обединетите нации на Македонија, господинот Љубомир Фрчковски. Мислам дека и таа ќе биде доста интересна и динамична и адреналинска емисија. Имајте ми добро здравје, вие и вашите семејства и уживајте со програмата на Канал 5. Пријатно.